како да се зачува традицијата и како на овие нови и идни генерации кои што ни доаѓаат, особено нели млади, да им се пренесе и фолклорот, но и традицијата и целата култура која што ја носиме со години наназад, а истата треба и да ја негуваме. Оваа боенка која што е насловена Калина и Војдан во волшебниот свет на традицијата, официјално можеме да кажеме дека е првата на македонски и со македонски мотиви која што е веќе достапна, затоа ќе ни зборува денеска Едита, чиј што автор е токму таа. Едита, добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Веруваме дека одлично се чувствуваш, со оглед на тоа што имаме на никој помалку или повеќе не знае да ни повлие времето, нели знаеме да се разбудиме во одредено расположение или пак особено кога зборуваме за некој нели јавен настап, но со оглед на претходното или искуството низ годините, ако зборуваме за сценски настапи или сето на кое што составен дел од вашето секојдневие и вашиот живот, веројатно тоа нема да биде проблем. Ние додека зборуваме ќе имаме можност, верувам, да погледнеме како и во внатрешноста изгледа оваа боенка, Калина и Војдан во волшебниот свет на традицијата, а имаме и многу што да си кажеме. Така. Како до оваа идеја и иницијатива која што е за поздрав, но и општо корисна за сите млади. Па, Едита, да започнеме. Како до оваа идеја? Како се роди всушност овој твој производ? Па, поттикнат од фактот дека скоро и да не постои еден ваков тип на публикација, пред се решив да ја создадам и е прва од ваков тип. Постојат многу странски публикации, боенки, барбики, секаков тип, меѓутоа баш ваква со македонски традиционални носи, во кои што се е вметната цела наша традиција и култура, не постои. И сметав и долго време планирав да ја направам, ја направив и конечно ја издадов. Да. Веруваме дека допрва ќе дојде незиното време, во смисла на тоа да биде достапна за што поголем број на деца, родители, да ја има во многу семејства, затоа што навистина е важно да се зборува и за фолклорот, и за традицијата, и за сето она што низ годините со генерации се пренесува, да се пренеси на овие новите. Вие по професија сте Јас сум многу работи, како рековме. За предучилишно воспитание и сум магистар за човечки ресурси. Имам средно архитектура завршена, така да мислам дека и професионален играч во танец, така да сите нешта се вклупени и вметнати во оваа сликовница. Токму така. Она што сакаме да го истакнеме е вашата професионална ангажираност во танец, бидејќи сте таму играч и веројатно инспирацијата делумно доаѓа и од таму, но и вашата работа со децата и од предучилишна возраст, но и оние малку поголемките во основното образование, веројатно дополнително ви инспирира да им зборувате за фолклорот и за традицијата. Како се справувате со овие нови генерации кои што можеби за жал некои од нив не ни знаат нели за овие работи? Многу тешко, поготово во ова време. Меѓутоа кога станува збор за надвор од градот Скопје, децата повеќе се пријавуваат за населби како Радишани, не знам, Ченто или Драчево, Пинтија. Децата повеќе одат во фолклор, имате по 200-250 деца во група. Кога станува збор за нашата населба, тука е малку така да кажете поцентрализирано во Скопје? Да, потешко. Децата се запишуваат, меѓутоа веќе после втората, третата година и се откажуваат, не сакаат повеќе да одат на играорна. Меѓутоа, можам да кажам дека фолклорот е, мислам дека најбитната нишка пред се во развојот на едно дете. Не само за изучување на македонската фолклорна традиција и сите оние белези кои што го носат нашиот македонски идентитет, меѓутоа пред се за развојот на самото дете. Значи, нивната моторика, развојот на нивниот мозок, нивното размислување, меморирање, помнење, сето оние когнитивни процеси, психички процеси, значи целокупниот воспитно-образовен развој, мислам дека е најбитен во фолклорот. Тоа го зборува и познатиот Ранко Рајович, така, за воведување на фолклор или за изучување. Најомилен ми е. За важноста на Што вели тој да им потенцираме, затоа што има многу родители, особено овие поновите мајки, како се вели од барем последниве десетина години кои што го пратат и навистина внесуваат и промени во нивниот начин на воспитување на своите деца. Ранко е
феноменален и убаво да се Ранко е сподели. оригинален, јас многу го почитувам и го сакам вака како личност. Тој е невролог, педагог пред се и тој смета дека фолклорот треба да биде воведено од прво до четврто одделение. Зошто? Крај. Да. Смета дека најмногу се развива мозокот со фолклорот, затоа што детето подскокнува, потрчнува, меѓутоа тука имате и музика, треба да ја слуши музиката, И чепурите ритамот, кои што се во може да одреден прати, момент така е. треба да има некаква вртење, подскокнување, значи сето тоа е доста комплексно. Концентрацијата, фокусот, се што се прави истовремено. Се, и тоа е сосема доволно и многу битно за развојот на детето. Меѓутоа тоа Ранко Рајавич го кажува. Меѓутоа кај нас Па како родителите- следите да работите кај нас? Вие имате искуство со деца од различна возраст. Да. Веруваме дека се уште има дечиња кои што не ни знаат за овие поеми или кои што можеби од дома не ги охрабруваат ако сакаат да се запишат на игра урна. Тата исто како Се мојата одбираат мајка. други физички активности. Исто, да, и мојата Мама да ја мајка. поздравиме. Да, мајката да ја поздравиме, се надевам дека гледа, тоа знам дека гледа. Да, таа беше против јас да идам на игра урна и скришно одев на игра урна. Кога се сака нешто? Додека не дозна во одреден момент, меѓутоа понатака ја увиде мојата љубов кон танцот и ми дозволи да продолжам да одам. Да, вие стигнавте до ова денес каде што сте, Да. во редовите на танец. Така. Играурната беше многу актуелна во минатото и Точно. тогаш беше и престиж да се биде дел од играурна, да си биде играорка или играорец. При тоа и голем број можности и привилегии беа овозможени или им беа достапни на играорците. Прво од нив е и шетање низ цел свет, различните турнеи, запознавање со други Тоа е играурни најголемата фолклорни групи. предност. Можете светот да го видите со играурна. Тоа е една вистинско доживување кое што генерациите назад можат да го прераскажат и веројатно голем дел од нив и би требало да имаат удел за тоа што би се пренело на младите и како би го засакале сето тоа и играурната, но преку тоа и учењето на македонскиот фолклор или традицијата. Ако зборуваме за квалитетите, односно придобивките или бенефитот по децата и нивниот развој во однос на практикување или станување играорец или во играорно друштво, исто така ќе позборуваме и за придобивките на од оваа сликовница. При тоа, учењето на различните оние кои го носат трајното културно наследство носи, кои што потекнуваат од различни делови од нашата земја, а истовремено и преку боењето кое што меѓу другото повторно го потикнува детскиот развој, моториката, развојот на нивните мозочиња и сето тоа кое што ќе го кажат и докторите, е научно потврдено. Ова е интересно затоа што е учење преку игра. И е најбитно нешто за децата и нормално учењето подразбира преку боењето да ги запознаваат македонските носии. И во оваа сликовница имате и машки и женски лик кои што ќе се поистоветат децата преку ликовите за полесно да им е боењето. И ги учат сите оние детали на носијата, од каде е носијата, од каде потекнува, затоа што и пишува долу под носијата од кој предел е. И мислам дека е доста забавна и пред се интересна и фокусот точно ќе им биде на сликовницата. Сето тоа е за да им биде полесно за развој на нивниот И интелект. фотомеморија на она кое што е прикажано. И понатака мислам дека и полесно ќе ги препознават и веќе ќе знаат, оваа носија е од Скопск, оваа носија е од Западна Македонија. Мислам дека таа ќе биде и доволно за деца. Така, Едита убаво спомена дека се напишани информациите под секоја носија, која од каде потекнува. Веројатно за ова соработувавте со некои ваши колеги, етнокореолози, кои што малку повеќе имаат познавање, односно имаат многу познавање за носиите, за традицијата и за фолклорот. Конкретно во оваа боенка од кои се предели имаме носи и дали вас ви беше дополнително инспиративно тоа патување низ краевите од Македонија каде што можете да се запознаете со сите овие детали? Ја пред се не сум етнокореолог, да, меѓутоа во оваа сликовница учествуваа моите колеги кои што за секој цртеж, за секој детаљ, од каде е носијата, не сака воопшто да погрешам дека изработував и пред се им благодарам многу за целата помош која што ми ја дадоа. И воедно јас учев преку сликовницата. Од каде, па тука детаљот, па везот, пошто носиите се разликуваат.
Да е неверојатна работа како внимавале и математички ги изработувале везовите, па како ги изработувале, па каде во кој дел што повеќе преовладува, каде не. Така да ова е една цела наука, можам да ви кажам. Која е најкомплексната носија, која што можеби ја има тука или можеби ви инспирација за понатака да креирате нова сликовна? Сите се комплексни. Ја не можам ни една да ја издвојам. Сите се убави, сите се сами по себе, сите имаат своја приказна и која е потешка, која во накид, кој како ја изработувале, така да не можам да одвојам ниту една посебна. Да. Може ли да кажеме која е соодветната возраст за учење за македонскиот фолклор, ако зборуваме за разбирање или вистинска перцепција од страна на децата? Дали е тоа предучилишната возраст, дали е веќе кога ќе започнат на училиште, бидејќи треба да се постигне ефектот, нели? Да. Па предучилишна возраст може да околу 5 години, меѓутоа тие се само оние основни работи, да знаат лево, десно, горе, долу, напред, назад, да застанат во права линија, да одат, да трчкаат, евентуално и да се завртат. Меѓутоа веќе од, не знам, 8-та, 9-та, 10-та година слободно можат да учат фолклор и тоа веќе е лесно за нив. Само да бидат и талентирани, се разбира. Да. И да имаат подршка и од дома. Тоа е најбитно. Тоа е многу најбитно. Едита пред да се вклучат камерите, го потенциравме моментот дека можеби еден од моментите кои што дополнително влијае кај децата за да го засакаат фолклорот, традицијата, да покажат некаков интерес за сето ова, се родителите. Така, веројатно како ќе не насочат, може ние понатака да тргнеме по тој пат, може и да не, меѓутоа сепак имаме некаква насока од родителите, така. Се потикнува од дома. Да. Колку вашето искуство еве што говори за сето ова? Колку денешните родители навистина им посветуваат внимание на децата во поглед на фолклорот? И со какви генерации се соочувате? Поделено мислењето. Некои да има и помлади родители кои што сакаат нивните деца да одат на игрона и да се занимаваат со ова. Сега ми застана мислата. Но доколку родителите би размислиле колку е ова важно и што се развива кај детето. Да гледаат поголемата слика. Да, емпатија, социализација, дружењето со другите деца, патувањата и учењето на многу нешта кои што ова може да им го даде на нивните деца, сметам дека би требали да размислат и да ги пратат децата, барем да видат како тоа изгледа. Да, веројатно првенствено тоа да го знаат родителите како еден факт, што е или која е придобивката, па потоа сето тоа да го пренесат на своите деца и оно кое што го спомена оние кои што можеби биле дел од сето тоа, можат да го кажат или како и е тоа доживување или искуство, но некако во последно време или речеме помодерно, современо време, барем така го карактеризираме или го употребуваме терминот, имаме голем број активности, значи дури родителите си во дилема каде на кој начин да го пополнат нели времето на децата, а се со цел тоа да биде корисно за нивниот развој. Имаме гимнастика, имаме различен или било каков спорт, сакаме да го слушнеме интересот на детето, но некако можеби меѓу последните би ни текнало или не би ни текнало за игра орна, нели, или за фолклор. Тука иницијатива треба да има, мисли се чини дека малку и од некои поголеми институции. Веројатно ТАНЕЦ има голема улога во тоа, веќе докажано, но генерално треба да се има некоја иницијатива или малку повеќе да се зборува за тоа. И треба повеќе да се зборува за тоа, затоа што интересот и кај родителите се повеќе се намалува во однос на фолклорот. Повеќе интерес децата имаат за хип-хоп, за балет, за модерни танци. Не викам дека тоа е лошо воопшто, напротив, меѓутоа и фолклорот не треба да се изостави затоа што пред се ние сме тие. Ние со текот на времето и можеби ќе ги заборавиме овие нешта, па ќе заборавиме за традицијата, па полека, меѓутоа ние сме македонци, ние мора да си го заштитиме и да го чуваме нашиот идентитет. Кој ќе го чува идентитетот? Децата треба да им го пренесеме и се надевам јас дека преку оваа сликовница ќе ми ја пренесам сета моја љубов кон фолклорот и дека тие ќе продолжат да ја негуваат и да ја чуваат таа традиција, затоа што нашиот фолклор е единствен.
единствен, оригинален, волшебен и јас сум заљубена во него. Веројатно луѓето кои што подлабко се навлезени навистина се восхитуваат на она што го имаме и што сме го поседувале или го негувале претходните генерации, сега имаме можност овие новите тоа да го прават. На фотографиите кои што ни кружат, Едита, веќе гледаме некои дечиња кои што бојат. Какви беа првичните реакции на децата кои што имаа можност да ја имаат оваа боенка и можеш да ни најавиш веќе и следно издание со сосема нови носи, па од кој регион ќе бидат тие? Децата се одушевени, сакаат да цртаат и се прашуваат кога ќе има следна сликовница, кога, па еве можам да ви најавам дека некаде околу за месец дена ќе излезе и новото издание со нова приказна од нов предел, така да ќе биде изненадување. Ќе ни од каде или? Не, ќе оставам тоа како изненадување да биде. Да, едите обично видиме кога сакаме работата и кога тоа ни причинува задоволство, не само што не ја трушиме нашата енергија, туку напротив се полниме со енергија и веројатно тоа е случај и со вас, бидејќи не е само една работа или една активност, туку повеќе кои што треба да се избалансираат и сите тоа да биде синхронизирано, а при тоа да остане време за себе, како секој од нас нели што сака. Па како вие успевате во тоа со оглед на часовите кои што ги држите, нели на работата, на подготвувањето на сето ова и ова бар ангажман, нели? Треба да се најде се што е соодветно и потребно за да се издаде. А ако добро се организирате, се успева. Јас имам работно време од 4 сата заради тешкотијата на работата, пошто и бенефициран стаж имаме, а понатака остатокот од времето го користам за творење и креирање и сега комплетно сум насочена само кон ова. Да. Одлично. Некаде пред крајот мора да ја истакнеме и националната установа Танец, каде што вие неколку пати споменавте дека сте дел. Се уште активни со голем јубилеј кој што го прославувате и можеме да споделиме некои од последните активности. Неодамно имавте една преубава турнеја во Јапан. Вечерва имате концерт. Што се случува? Да, и таму активностите се верувам на највисоко ниво. Како поминавте ве на турнијата во Јапан? Како таму беше прифатена нашата традиција? Како реагираат странците, иако тоа Танец низ години ве ни го потврдува само позитивно? А знаеме тие колку се приврзани кон нивниот фолклор. Да. Не знаете колку се приврзани кон нашиот фолклор. Сериозно? Да. Значи оваа година 75 години јубилеј на Танец. Да, имавме турнеја во Јапан за експото 2025 на Јапан. Меѓутоа мене ми е втор пат. Првиот пат патува во 97 година, втор пат во Јапан ми е. 2 месеци бевме таму, имавме турнеја низ цела Јапонија и воодушевувачки беше што секаде каде што бевме, јапонците ги пееја нашите песни. Знаеа си за нашиот фолклор, можеби повеќе од мене, јас бев живо изненадена, да, има носи и јапонците уживаат во нашата традиција. Не можам да ви опишам колку. Кој би рекол, да, одушевени се. И јас сум изненадена. Да, и оваа година веројатно слично поминавте со слични импресии на турнијата. Колку концерти одржавте? Ова беше кратко, да, само еден концерт од 45 минути, меѓутоа публиката беше воодушевена. Да. Дури мислам дека малку беше еден концерт. Да, се менуваат ли со времето или низ годините се менуваат ли тие овие турнеи, настапи, дали се намалуваат или пак можеби се зголемуваат, интересот таму каде што се оди? Како со тек на време се доживува трансформација, тоа е факт и сведоци сме во било која област, но како е во однос на фолклорот, односно настапите кои што ги имате? Па не се намалуваат. Исто се движи од година во година, тоа не е нешто, не знам све поточно како да навлезам во да, тоа ќе имаме можност ние да одбозборуваме и да го одбележиме јубилејот со Танец. Да, во некои од наши следни разговори. Меѓутоа најмногу имаме сега и концерти низ Македонија, еве вечерва имаме во Кавадарци концерт. Понатака следуваат и Велес, и Охрид, и Струга, Галичката свадба, на кој што сме сега исто така гости и во наредните години. Така да има концерти. Има и работа. Има, константно. Да, уживање верувам за вас со оглед на љубовта која што имате кон вашата професија. Некоја поголема турнија, дали можеме да најавиме до крајот на годината во рамки на овие 75 години? Сега се уште не.
Добро, но ќе бидеме во контакт, како што спомена и Ивана, за сите оние работи кои што се многу важни за оваа особено важна институција во нашата земја, која што со години наназад, веќе 75 години го негува фолклорот и традицијата. И едите еве некако пред крај, со оглед на тоа што работите во Цветан Димов, така. Како се одвиваат таму активностите, кој период од денот сте таму ангажирани, со колкава возраст, која возраст на дечиња работите? Така. Дали со нив спремате нешто и ве завршува годината? Работам понеделник, среда и сабота. Со малата група од 6 до 7 години понеделник и среда, со големата од 7 до 8 часот плюс сабота. Вчера еве имавме преубав концерт и градоначалникот на општина Карпош присуствуваше. Така да за се има време и едно од најбавите нешта е работата со децата. Да. Работата со децата, сите оно кое што го споделуваат како искуство, сите тие кои што имаат работа со децата, може да кажеме дека и тоа е привилегија. Го закружуваме овој наш разговор или утринската тема, па може се една порака до сите оние кои што не следат, верувам родители, баби и дедовци, оние кои што можат да допрат до своите дечиња, внучиња за да се пренесе нели љубовта кон фолклорот, кон македонската традиција и нешто кое што рековме е пред се, а тоа е како тоа влие психофизички на нашите деца. Најбитно е да се ја негувате традицијата и да си ја чувате, затоа што со тек на време може и да се изгуби. Да не знаат јапонците повеќе од нас. Да, така е. Да. Идите каде може да се набави оваа боенка, па и следната која што веќе ни ја најавуваш, верувам дека ќе има интерес. Ова е проект кој што е поддржан од општина Карпош и сите градинки на подрачје на општина Карпош ќе големата група од 5 до 6 години зборувам, ќе ја добијат. Се уште не е во издание, се уште не сум зборувала со издавачки куќи. Но верувам дека ќе има интерес. Да, верувам и јас и се надевам дека ќе успее самата боенка. Благодариме. Ти благодариме многу. Се надевам дека ти беше пријатно. Секако. И дека ќе се видиме повторно кога ќе има некој нов убав интересен момент за споделување.